Кога бев на ваши години, на площадот имаше голем споменик на царот качен на конј со сабја во раците. Пред тој споменик се крстевме, празнувавме, актерите даваа приредби, актерките шетаа со офицери, младината пушташе гулави. Се сменија времината, падна власта, дојде нова. Требаше да се урне споменикот на царот. Јас бев шофер на камион. Добив налог да гурнам споменикот и да го фрлам врека. Вечерта, кога се стемни, му врзав на царот сајла околу вратот, повлеков со камионот, гледам назад, низ прозорчето, бившиот цар на конј со сабја во рацете се влечка низ правот. А нама, новата власт, му созида нов споменик на новиот цар. Одново се крстевме, празнувавме, актерите пак даваа приредби, актерките шетаа со нови офицери, младината пушташе гулави. Не помина долго, падна власта, дојдовме ние. Јас уште шофер. Пак мене налог, пак сајла околу вратот. Гледам назад, низ прозорчето, новиот цар на конј со сабја во рацете се влечка низ правот. Потоа ние изградивме нов споменик на площадот. Младинец со пушка, незнаениот јунак. Повремено им држам на децата историски час. Таму евоцирам спомени, тие ми даваат цвеќиња. Кај ме најдоа мене, покрај толку шофери. Му врзав на незнаениот јунак сајла околу вратот. Гледам назад низ прозорчето, незнаениот јунак со пушка во раката се влечка низ правот. Ме гледаше. Ме гледаше право во очи. Ме ослепе. Па, по екепати, јас имам кажано во разни мои изјави дека сум прилепчанец. И ако треба да се каже и дека сум роден 15-та година, значи, тоа ќе го кажам. Основно училиште и мала матура, па и 5-ти клас по-старо, заврши во Прилеп. Ја укина гимназијата во Прилеп. Требаше да се оди на друго место некаде. Имав јас една тетка која беше во Нови Сад мажена, така да со мајка ми најдо така добар разговор и одлучија да јас појдам кај тетка. А баш тетка ми имаше и син моје годиште. И скоро ние во исти клас бевме, макар да тој во друго оделение, али и тој во 6-ти, по-старо тогаш, и во тој Нови Сад завршив гимназија. Потоа, чудни околности бе. Мајка ми многу сакаше да бидам аптекар. Арнама, па јас дури и немав отпор. И кога тргнав да одам во Загреб, требаше да студирам, бидејќи само во Загреб имаше тогаш фармација, немаше во други градови во Југославија. И кога се качи во возот, оде во Скопје, Кочко, Скалов, овие постари од мене беа музичари, а иначе јас убаво пеев, свирев,
на гитара. И почна да ми говори особено Кочко, абе каде бе, каква формација, ова било, она било, викат со овој глас ти. И што стана? Да без да знае мајка ми, како што патуваме, стигнаме до Белград, наместо Загреб, јас слегов со ни во Белград. И веднаш ме однесоа там, тоа беше почеток на школска година, и да ме чујат, да, какво е, што е. И интересно беше дека веднаш ме примија, многу бе, се не уба да зборувам сам за себе, воодушевени со мојот глас, музикално се, сите тестови мораше да се направат, па јас знаев и ноти. И така да, дури веднаш ме примија во втора година. И таму завршив таа музичка академија. А јас имам некоја страст и за драма. И често, сите скоро си драми ги гледав, и еднаш така случај, една случка, да Дундо Марој го спрема, една група се оддели од Народно позориште во Белград. Тоа старчиче, Виктор, Никола Поповиќ, Каталиничка беше, што и прва улога во тоа Дундо Марој, Олгица Спиридоновиќ играше она девојчето, малото, сеќавам, и таму требало некој да пее. Ja појма немам дека тоа се спрема, ништо не знам. А имаше еден многу сјаен глумац, тоа брачен пар беа, фамилија Величковиќ. Тој беше сјаен, ама одличен глумец, а не можеше да пее, немаше слух. А попива го играш. И дојде на академија да бара некој да праша. Јас седам тука, чекам, баш да одам на час, и излегува нашиот ректор, покојник Коста Манојловиќ, со Никола Поповиќ и Старчич, овие кои дошле да бараат неком. И јас кога седам тука нешто чита, ево вам, овој ќе тоа да обави све, вика. Сакам да кажем како јас од музичар, уствари, станав драмски актер. Кога почна војната, бомбардиравката доживеев во Белград, 27. април, оние, кога беа демонстрација ово, она, сите ние млади студенти бевме таму присутни. И отаде по бомбардировката немаше каде. Една група се најдовме. Љупчо Аџимитревски, еден секретар на градски комитет беше во Прилеп. Јас се поврзав со него, му реков, ја не седам повеќе овде. Сакам да одам, тоа беше веќе почетокот на 44 година. И добро, каде? А тука беше на втора бригада, знаеш. Не, ти ќе одиш, ми вика ваму, во Кумаровскиот одред. Оти скоро ќе се формира бригада, таму ми вика трета, па таму таков човек треба.
Абе, ево го овде му викам, каде се да акам Доријану? Не. Таму е Кочко, вика, ваму треба, а јас сакам таму да одам. И се како е, да стигнав таму, во Кумановскиот одред, прво бев. И јасном, кога го направиме, веднаш ме викаат од штабот, а тога и главниот штаб и ЦК беше дојден таму. И тоа беше Прокоп Ченски и викаат, Личко, ти треба да се спремиш, ќе патуваш. Каде бе? Не е важно, не се кажуваше тога каде одиш. И имаше еден курир од Србија, тука, а имаме доста ранети наши. И со една пратеча чета тргнаме од тука пеш. И одеме многу. Имаме една тешка засета, ние малку беме, бугарите ни направи. Онде Морава, кога се врви, за да фатиме на кај Оруглица, таму, Лебане, натаму. Од таде, пак Джилас ме вика еден ден, и вика, ајде, иди ја, ти ćeš да путуеш, ме вика. И тога за прв пат ми кажа, каде, дека ќе одам во Москва. Ја му викам, каква Москва, бе? Идеш во Москва, ми каже, ајде, одма се, тремно се спремам, готов сам, му викам ја. Он ја лиштата, шо бе, а мене готов. Не, спреми се, има да добиеш ново дело, има све. Има не само та магазино, нови алишта, резерва, кошули, мошули, ово, она, ранец нов, ме наполнија и од 2 стигна во последен момент на аеродромот, а веќе моторот запален, трчам јас и некак се качи, натре. Чика Јанко, мој пијар. Стигнав јас таму, многу убаво ме примија. Првата средба ми беше со покојни, сите се покојни. Ѓуро Сале, еден многу племенит човек, многу сум му благодарен, нему што, може би, јас уште млад, тога бев така, како ми даде на еден правец, на посока за формирање на личност, разбирате. После тamo исто. Поредко го гледам и него, Велко Влаковиќ, тој веќе политика водеше надвор од Слободна Југославија, не, тој беше представник на нашата партија таму. Ние во таа Слободна Југославија, како да ви кажем, ја не знам такво другарство, такво дали негде може да има. Кој те праша дали си Хрват или си Србија, или си Македон? Напротив, јас ко појдов бев за нив посластица, да ви кажем право. Ужива, сите оти и Македонија станала држава. Така беше времето. И многу добро се сеќавам. Не малку, како да кажем, на првата емисија, дали имав трема или возбуден бев, добро се разбира, али се сеќавам дека беше вака првата реченица, која отиде во етерот на македонски јазик. Овде е Слободна Југославија. Ја започнуваме нашата прва емисија на македонски јазик. Тоа беше првата реченица што ја реков. И тоа една вака тешка ми беше епизода, стигнаме овде, стигнам во Белград и дојдов јас овде. И тука, каде, шо тупу во радио. И беме неколку души тогаш во радиото. Добри другари беме сите, одлични. Многу работеме, немаше работно време. И спикери беме едновременно, и редактори, и све. Тога беше директор Владо Малевски, покојни, наш познат книжевник. Беше Киро Хаџивасилев, член на високи партиски форуми, и ден денес сигурно. Тој беше секретар на партиската организација. Беше Кочко, Петре Богданов Кочко, тој беше персонален. Беше Драга Чаловска тогаш уште. Таа беше поговорната редакција.
Јас бев секретар на целата програма и едновремено бев и музички уредник. И Томчо Гранчаров уште еден беше наш многу даровит певач, штета што рано почина, тенор. Тој беше во на Заплочи, како се вика, дискотека, во дискотеката шеф. И тие луѓе бевме таму. Добро се развиваш, ама ко почна веќе да се појавуваат никулци, што се вика за создавање на македонскиот театар, и ово, на мене ме привлекуваше таа работа, и јас, таму, се приклучив, почнаме да работиме. Тешко беше од начало, малку имаме луѓе, само неколку души имаше професионалци прави, па јас дури себе не се рачунав тога за професионалец. Можем да кажам дека тоа беше Ќостаров, беше Петре Прличко, Тодор Николовски беше од професионалци и други. Немаше, сите почнаме тогаш да се оформуваме. Иначе сме играли во аматерски групи, ваму, таму. Јас во Белград нешто почнав, Крум Стојанов исто почна нешто во Белград да работи тогаш. А потоа Милчино тука и сите, тоа бевме ние, тоа јадро. И ко почна првите представи и така натака и така, не знам, 47 година веќе такви резултати имаме, да кога направиме една голема турнеја по Југославија, не знае какви комплименти да ни кажат. А тоа беше еден период кога веќе тогаш Станиславски и реализмот влегуваше во театарот. А пред тоа, тешко овие старите театри можеа да го прифатат тоа. А ние, бидејќи не го знаеме она другото да го правиме, ние веднаш се приклучиме на тоа. И тоа така беше интересно да е. Јас никој пат нема да заборавам, 47 година ли беше, кога тога беше директор на драмата во Загреб Ранко Маринковиќ. И след играме Гоголј, Жениба ми счини, Доходно место од Островски и некои други 4-5 пиеси. Па добро, како ви то радите, не праша. И се состанак со сите и нивните глумци, а таму, на Краљева, не знам, они глумци, не знам, со големо искуство, познати, и се ние како радимо. Добро се, дали се слагаат тие со тој или не, али така беше. Белград многу голем успех сме имали и тоа во периодот на Милан Богдановиќ. Тој нас многу не сакаше. И дури рече, ја ću да идем у градску скупштину да каже да е неопходно македонски театар Скопски да гостuje сваке године на рачун Београда. Тоа е освежење за Београд. Ова се негови зборови јавно пред сите и нивни глумци и други подруги. Така почнаме театарот, многу пиеси изиграме. Можам да ви кажам дека не се кајам што ја напуштив музиката, па отидам во драма, затоа што во драмата најдоведен простор, може би условијата такви беа, оти немаше други, толку да не сум гладен ни за една улога, оти не сум ја изиграл. Така врхунски улоги сум играл, да не е скромно да кажам, али може би ретки се глумци кои таква прилика имале да изиграат толку прекрасни улоги. И Шекспир, и друга класика, па и наша. Пред повеќе од 10 години, кога не без доза на наивитет мислевме дека
Илија Джворековски доволно создавал, со Гане Тодоровски напишавме една монографија за него. Испитувајќи ги материјалите за тој наш труд, 20-та просто останавме вџашени за 40 години што еден актер успел да направи. Го следам Джувалековски безмалку од неговите почетоци. Во времето кога тој стапува во МНТ, веднаш станува еден истурен актер со необично богат репертуар, може да се рече дека го покрива скоро целиот репертуар на МНТ. Тоа е талент кој се протега на една необично голема, необично широка палета во која што актерот преку необичните можности за трансформација ги помирува и најострите контроверзии. Тој талент ја постигнува својата оптималност и во режисерскиот третман, да кажеме, од една страна на Димитар Ќостаров, како што исто така ја покажува таа своја оптималност во режија, да речеме, на еден Георге Паро. Со таа глумачка школа прва ко се формира. Тодорче беше прв директор на таа школа, нашиот, потоа јас станав директор. Создадовме некој кадар уште во преку таа школа, Дарко Дамовски, еве го Ацо Јовановски, покојни Драги Костовски, други, веќе се создадо некои добри глумци, кои потоа почна да игра прекрасни улоги во театар и полека-лека ние создаваме веќе кадар уште тога. Потоа, јас имав потреба да кажам интимна, вака една, сакам малку да променам средина, осетив потреба, што е, мислам, потребна и за секој уметник тоа да го направи, ме ангажира во Белград. И тоа првата улога што ми ја доделија Отело. Тие ме гледале овде кај нас Отело, кој сум ги играл. Знаете како добив јас таму ангажман? Овде Раша Плавовиќ го режираше Глембаеви. Кај нас, во она време. И јас го играв стариот Глембај, Игњас Глембај. И како и да е, се тука беше премиера, и ова, и она. И Раша им рекол таму на Милан Богдановиќ и на Ѓоковиќ беше овој директор на драма тогаш. Знаете, вика, да во оно Гили треба да позовево ми овде да нам гостuje. Па како? Па лепо, он ќе македонски да говори, а ми ќе во оригиналу. И ме поканија. И јас одам таму. 2 проби, направив, ја играм на македонски. Тоа беше... А Раша ми игра син ми, замислете. И тоа така беше многу добра, многу беа дошле македонци на представата. И тоа сте втори чин, онај Глембаеви, онај диалогот меѓу Лјавоне и Игнац. Добро го палиме. Аплауз имаше страшно. А Раша ми вика, ајде, излаз на сцену, излаз. Аби немој, батарале, иди ти напремо, вика, молим те, излаз на сцену, срам те било, ме турка. Што да кажам, тоа се такви моменти што не се заборават и може и најпријатни. Оти нашава работа е тоа. Ние не сме писатели па да оставиме нешто. Што го кажаме, адио маре. Друго е. И ви велам, по тоа нешто, ме вика мене Милан Богдановиќ, Илија, јел би ти дошол да будеш код нас глумац? Ја му викам. Па би му викам. Ајде, лепо ми тоа да направимо.
vika ti da budeš naš glumac. I odmah to, znajte kako da je ti je raboti toga. Go vikne Raša, Ljubiša Jovanović i Đoković ti je. I za ovakve slučaje vika, otvara se, a to je francuski vaspitač bil, Milan Bogdanović. Kurvazije, otvorena flaša kurvazije. I nije tuka to. Ništa nestano ta rabota. Se vrati tuka, počne pak da si rabota normalno. Mnogo ulogi se izigra. Dosta. Najdragi ulog je ovdje što sam odigrao mi je jedna uloga. Ja s Gorki uopšte sam go sakao mnogo i ko autor. I preko njega sam stanal može i Lev. Mislim, i komunista. Oti, što da vi kažem, ja sve što napišao sam pročitao. A nego priznava toliko za dramaturg, za dramski pisatelj, koliko će go priznavat ko raskaživač. Međutim, takvi obrazi koji možda napravi, to uživanje da se studira jedan njegov lik i da se kažuva. To ti dava golem dijapazon, golemi možnosti. Cijeli je pun, sve to je to doživeno. Takvi likovi nema. Ne, ja ne sakam pijesi ko automat da zboruvam misli tugi nekvi da kažuvam, ne znam što. Ja sakam takva dramaturgija, ona što go kažuvam, da veruvam deka je moje. Razbirate. I da veruvam deka one što me sluša, deka ke me prihvati deka ja sam toj. Jaz so Джувалековски се запознав дури по војната, кога тој веќе беше афирмиран артист, па на некој начин имав можност и да соработувам тогаш со него. Паметам добро повеќе негови успешни креации во Македонскиот народен театар, а особено го паметам неговиот Отело. Себе си припишувам известна заслуга за тоа што целата таа представа беше успешна и особено што беше така убаво преведен главниот лик Отело, со тоа што јас по барање на Димитар Ќостаров го преведов Отело за да може таа представа да се реализира по еден, така да кажам, имаше надеж, таква, добар текст. Јас последен пат имав можност да се подсетам на тој стил на Джувалековски, на тој негов артистички подем. Сега скоро кога по телевизија слушав она партија од оној мюзикл амерички Свирач над покривот, што тој ја изведуваше во приредбата хуманитарна за помош на настраданите од земјотресот во Ерменија. Делот што тој го интерпретираше, тоа е оној познат дел што често го слушаме и по радио, да бев богат човек. Јас навистина уживав во неговата интерпретација на таа партија. Ej, da su mnogo bogat. Ja dibi dan. Cel den jaz bi beli bum. Da sam čovek bogat. Hej. Po to, vidite, to moje odenje vo Zagreb,
Mnogo mi pomogna. Tamo se sretnam со mnogo интересни луѓе. Пред се сретнав со Бранко Гавела. Него таму го сретнав. Коста Спајич, имаше еден Младен Шкилјан, многу интересен човек. А исто така, многу ми помогна Братолјуб Клајич, доктор Братолјуб Клајич. Сакаш само да ме чуе. Која... Ајде, реците ми едну реплику, ме вика. Ја знате на памет? Знамо. Па реците. Сакаш да види дали ќе биде нешто или не. Тоа е многу важно. И јас му викам, бичете сатарти, пси, запамтичете ме. Доđи злочо моја, понеси ме, да пукнеш од смиеха. Не, бичете сатарти, пси, запамтичете ме. Доđi, злочо моја, понеси ме, да пукнеш од смиеха. Доброта ми ја испрала душу, у њој нема ни капи отрова. Ја го чув, бидејќи го знаевте, му го поновив. Исто како тој. У реду е, радимо. Многу критики имам за таа представа, дури еден рекол баш за Јазиков, кој критичар беше, вика, досад нам не е познато у истории хрватскog казалишта да еден глумац страног језичног подручја за тако кратко време савладао, вика, језик. Тоа беше една простор веќе за понатак. А исто можем да ви кажем дека Гуслачот на покрив големо задоволство ми направи кога ме поканија во комедија да играм као гост. И тогаш Фердо Помикало беше главен тамо по музички прашања во комедијата. И сега ова беше идеја на Штефанчич, јас да го играм Гуслачот. Но сепак рекле, дај Фердо Помикало да види дали ја можам тоа, музичката страна да ја правам или не. Поминаме тамо неколку фрази, вамо, тамо, све у реду и почнаме да си работиме. Можам да ви кажам дека таа представа јас дури бев, прославиме 100 пат како ја изиграм, а имав и одлична партнерка, беше Санда Лангерхроц. Одлична за тој факт, ретка личност. Еј, да сум многу богат. Дан. Цел ден јас би бели бум, да сум човек богат. Еј. Кога им беше најдобро, така веќе го проби вледот во Загреб, што се вика, и во драмата, и со ова Гуслачов, добив една популарност. И еден ден, така си седам во казалишна кавана, убаво беше времето, сонце, надвор столици. И си пијуцкам така, и преку оградата, еве го Коста Спајич. Јеличко, вика, знаеш šta да кажем? Не нешто да разговарамо сериозно или вака така, ми баш онака боемски. Вика, да би ти желио, вика, да будеш професор наша академија, вика, јер ми мислимо да отворимо овде
katedru za makedonske glumce. Zašto da ne mogu? Vrlo rado mogu. Želio bih, zašto da ne? I u redu. Ne pomina. Jedno 20 dana me vika, ovako, u redu je sve. I počnem ja da si rabotam sa ovije. Nekog studentištove, od tada dojde od tuka Cvetijev, Emil Ruben, jedna Kostadinka Velkovska ostana vo Zagrebu. Работа tamo беше много приятно. Моето познанство е од Загреб. Тој ми беше професор во Загреб на Академијата за театар и филм. Многу научив од него, ако воопшто може во глумата нешто да се научи. Тоа е нешто како оно што се вика букварот кога учениците поаѓаат во прво одделение, така јас ги учев првите чекори во глумата од мојот професор Джувалековски. Тој, што е многу битно, ми објасна една работа која е за актерот многу важна, тоа е системот на Станиславски, односно реализмот во глумата. Mi dojde posle jedno vreme, završi to, razbav jas дека ovde treba da se otvora akademija dramska. Mene me pokanije da dojdem tuka. Dojdov, počnem da si rabotam isto tuka. Možem da kažem дека bar така се зборува дека сум дал добри млади глумци. И сите овие години што поминаа откако јас ја завршив академијата, постојано се навраќам на една мисла која ми станува се појасна на некој начин. Анализирајќи ги талентите на мојот професор Илија Джувалековски, кои се секако многобројни, еден постојано не ми дава мира, а тоа е талентот за непосреден контакт. Што за мене беше одлучувачки, и не само за мене, за сите нас студентите, беше одлучувачки во тој период кога ние како почетници, жедни за некакви знаења да запознаеме нешто од занаетот, бевме соочени со еден веќе формиран, еден извореден артист за кого слушавме веќе легенди. После само 3 месеца и можеби и порано, можам слободно да кажам, после 3 часа, не 3 месеца, на нашите први контакти, професорот Илија Джувалековски успеа толку непосредно да контактира со нас, што за многу кратко време ние забравевме дека се наоѓаме пред професор. И успеавме на некој начин да го надминеме неговиот за нас тогаш огромен авторитет, што е по мене од оваа сегашна перспектива после толку години завршени, мислам, после години артистички некаков стаж, по мене тоа е еден од неговите неверојатни таленти, што него го направи по мене еден од најдобрите педагози за артисти во Југославија. А едновремено и учествував и во театарот, гостував. Првата представа беше Крал Лир кога дојдов овде. Потоа Грибоедов го играме горе од Тома. Па играме на наши пиеси неколку. Па и на Варошлија играме една пиеса, како се викаше, Габи. И Хамлет од Долногаштани, и што знам, и во драмски, и во вистинскиот Хамлет го играв кралот. Така да не останав и без сцена, што ми беше драго. Кога Илија Джувалековски стапи на сцената на Скопскиот народен театар, тогаш што му претходеше на оваа институција, Македонски национален народен театар, мислам, тоа беше веднаш по војната и ние како ученици тогаш на високите класови на Скопската гимназија бевме редовни, едни од редовните посетители и со воскит ги следевме сите настапи на Джувалековски уште тамо по 46-та година. Потоа уследи еден брз подем на нашиот театар, како една
istaknata kulturna institucija. Ilija Đulekovski pripadje na ta naša istorijska generacija na Makedonski teatar. Zajedno sa Prličko, zajedno sa Todor Nikolovski, sa Ilija Milčin, su redice drugi. Той го понесе, тој подем веднаш по војната кога нашата национална култура токму во театрот гледаше една многу снажна институција на една културна преобразба. Импонираше Илија Đulekovski не само со своите бележити улоги на нашиот театар. Тој импонираше пред се како една комплетна личност, што подоцна се потврди како педагог и во Загреб и во Скопје. Тој во Загреб 60-тите години оснива еден курс што прерасна потоа во висока драмска секција во рамките на тамошната академија за театар, а подоцна и во Скопје тој ги пренесе своите богати искуства на неколку генерации. Во таа смисла Илија Đulekovski и со сите други негови димензии што го красеше, што ги носеше, од онаја честа комуникација со луѓето на Скопскиот културен круг, со сето оноа што тој во својата биографија го впиша како еден човек, да речеме прв спикер по македонски јазик на Радио Москва и така натаму, со учеството во партизанските единици, со учеството пред тоа во антифашистичкото движење, со сето оно негово учество што подоцна го осмисли и на планот на театрот и на филмот, тој денеска останува едно богато запаметено име на оваа институција што за жал секогаш се памети кога постојат првоизведбите на театарските представи, затоа што секоја генерација си има и своји љубимци. Меѓу нив, за мојата генерација, без друго, еден од по-значајните, по-истакнати, поважните ќе остане Илија Đulekovski. На филм исто доста сум играл, многу, и во првиот македонски филм сум играл, Мајка Фросина, а пред тоа игра во еден филм Ешалон доктора М со Жика Митровиќ, кој многу добро помина тој филм во тоа време. Визано зло, многу ретко во македонски филмови кај не сум играл. Можам да ви кажам дека скоро со наши први режисери во Македонија, кои тога работеле, па и она Мирно лето со Осман го работевме. А има прилика да играм доста и надвор од Македонија, и во Белград, таму Авала филм го снимаше Заврениот град, го режираше Велко Булајич. Кота 905 со Матерелја, пак со Бауер работе еден, Бауер го режираше овај Лице во Брице, потоа пак работе в еден друг филм, Четврти супутник, слична тема. Што понатака да кажем, од овие понови филмови во Македонија, што се работат, па и некои серии, филмски, ова телевизиски,
можам да ви кажам и Црвениот конј беше добар филм. Па и нашава ова серија Трст, Вија Трст Скопје беше многу интересна. И уште некои други филмови. Меѓутоа, видите, од секогаш сум бил по-страсен заљубеник во театар. Сакав да кажам да живата реч директно во контакт со публика е неоценива. И еден момент постои, може би, кога се гледаш на филм, има разни луѓе. Некои многу си се бендисуваат кои се видат на филм шега, а некои не може да се видат. Јас сум малку од тие вторите. Се ми се чини не сум. Разбирате? А овде, бидејќи не се гледам, прашање е чувството како сум го доживел и то неколку пати во кариерата. Не може на секоја представа. Ако сум го доживел вистински, да го сетам дека јас сум тој до крај, тоа е незаборавно за цел живот. И може би, не знам, јас, кој ќе умирам, ако имам уште свест кога умирам, може би ќе се сетам на тие неколку момента во мојата кариера што сум ги доживел ко драмски артист. И затоа повеќе го сакам театар.